Здраво чита. Бременските градски музиканти. Си беше еднаш едно магаре кое долги години работело неуморно, носејки на секаде врејки со житото и брашното за својот господар, воденичарот. Но сега беше старо и слабо и знаеше дека неговиот господар планира да се ослободи од него. Магарето си помисли: во Бремен ќе одам, градскиот оркестар да го видам. А кога ќе ме слушнат како рикам главен пејач, јас ќе бидам. И така магарето тргна кон градот. По пат сретна еден стар ловечки пес, кој исто така избегал од својот господар затоа што сакал да го напушти. Магарето му предложи да оди со него во Бремен и песот прифати. Светиме страна. По некое време им се придружија една мачка, која ја избркале од дома зашто веќе не можела да лови глувци, и еден петел кој едва избегал да не заврши во тенџерето на својот господар. Длабоко навлезени во шумата, идните музиканти наидоа на една колиба, си скачија едно врз друго на нивните грбови да може да дзирнат низ прозорецот и видоа разбојници кои се гоштеваа на богатата трпеза. Натата чека другата страна сега свртина. Ајде малку да им посвириме. Може ми ќе ни дадат нешто за јадење, предложи магарето. И така четирите животни застанаа под прозорецот и на сиот глас почнаа да рикаат, да кукурикаат, да мјаукаат и да лаат. Каква врева, каков џумбуш! Изненадени и исплашени дека можеби тоа се духови, разбојниците му ја летнаа да бегаат. Бидејќи изгледаше дека луѓето немаа да се вратат, четворицата идни музиканти си помислеа дека е најдобро ќе биде да седнат во трпезата и да се изнајадат со сета таа вкусна храна. Ручка тука гледаш? Се вели дека тие и ден денес се таму. Си јадат и весело си пеат. Ручкаат. Ај кажи тато чао. Мафни таму, прати пољупче. Чао. Ти така че, мама, ти така че. Чао.